Каде ме донесе? Запри го автомобилот. Немој да се обидуваш. Не сакам да те повредам. Стигнавме каде што тргнавме. Ама остави ме, ти велам. Доаѓај. Пушти ме. Нема ли никој? Оди. Пушти ме, Назим. Пушти ме. Што правиш? Оди, ајде. Што правиш, Назим? Оди. Ама остави ме. Оди. Пушти ме, Назим, каде сме? Нека не те лажи изгледот. Имам едно многу убаво место за тебе. Каде се? Влегов во зградата. Чекав тука затоа што ми рековте да чекам. Имаш оружје? Имам. Воред, дај ми го веднаш. Види, ако Берен излезе, веднаш фати ја и оддалечи од овде, воред. Ако не сака, со сила качи ја во автомобилот. Добро, господине Ари. Пушти ме, Назим. Види, мамо, пушти ме да си одам, Назим. Татко ми животот во Зандана ќе ти го претвориме, разбрали? Многу се исплаши, Берен. Ама пушти ме. Каде ќе одиш, а? Назим, остави ме, види. Назим! Види го. Ние не го предовме твојот пес, така? Кога по Берен оди некој лудак како тебе, зарем мислеше дека ќе оставам само со еден чувар? Берен, добра си? Добро е. За сега е добро. Ама кога те виде тебе малку се разочара. Остави ја девојката. Пушти ме, Господ да те казни, пушти ме. Никаде ти нема да одиш. Остави ја девојката. Немој да се доближуваш. Ако се доближиш, ти знаеш што ќе биде. Види, Назим, твојот проблем е со мене. Не ја мешај Берен во ова. Имаш право. Ама Берен се вмеша во нашата тема со тебе. Дури и самата го сакаше тоа. Сега ние ќе се качиме во автомобилот и ќе си одиме, а ти само ќе не гледаш. Абе, барем еднаш биди човек и не се кри позади една жена. И како дете беше таков. Секогаш кога нешто лошо ќе направеше се криеше позади мајка ти, се сеќаваш? Затвори ја устата, Али! Изгледа вистината не ти се допадна, а? Ако си маш оставија Берен да оди, проблемот што го имаш среди го со мене. Добра си, Берен. Надвор има некој што те чека. Излези од овде и оди кај него. Не си одам без тебе, Али. Берен, направи го тоа што го велам. Телефонот во тебе е? Во неговиот автомобил. Добро, земи го телефонот и веднаш оди. Ќе се видиме, Берен! Останавме ние сами. Остави го оружјето да зборуваме како мажи. Види, јас немам оружје во рацете. Да видиме кој се крие под здолништето на една жена.
одиме, госпогице Берен? Никаде нема да одам, не го оставам али тука. Господинот Али ми рече ако треба со сила да ве однесам. Добро, во ред. Што ќе направеше на девојката? Само малку ќе поразговаравме. Тука ли? А каде мислиш? За ова што го направи ќе платиш, Назим. Што ќе направиш, а? Што имаш ти во рацете? Имаш ли снимка дека за време на наддавањето шетав со оружје јас околу зградата или ќе го искористиш моето доаѓање овде со Берен? Ништо не и направив на девојката. Најмногу што ќе биде, полицијата мене ќе ми земе изјава. Нели не можеме да те затвориме? Тогаш ќе направиме малку да се одмориш, Назим. Сега уби ме, инаку ќе ти правам многу големи проблеми. Знаеш ли која е твојата најголема грешка, Назим? Ме подценуваш. Не предпостави што можам да направам и дека за саканите се ќе направам, Назим. Али, провери си го семејството. Да видиме што ќе направиш кога ќе дознаеш кој ти го растури семејството. Какви глупости зборуваш? Многу се уморив, уште колку треба да го мешам, уважи ти мене? Намали го огнот, уште неколку минути така нека се вари. Ипек се израдував дека мајка ти е добро. Се загрижив кога така на брзина отиде. Кога ја видов пораката, јас многу се загрижив, но кога отидов дома, добро беше тета Меријам. И господин Синен многу бреголетна по тебе. Го видов се за лета. Се сретнавте ли? Сина не отиде по Ипек, Фатма. Очу во дома ли ти беше Ипек? Не беше. Јас и така само ја видов мајка ми, веднаш излегов. Да се пресоблечам и веднаш ќе дојдам. Во ред, Ипек. Ми изгледа како оваа девојка да крие нешто, ама? Што мислиш дека би можела да крие, Фатма? Не знам, господјо Меријам, но да знам. Епа, да, ручекот е готов. Емине, јас малку ќе излезам до бавчата. Дојди и ти со мене. Седи, веќе ми се злоши од седење. Исто и мене, дада Меријам. Каде беше Керко? Отидов во фирмата, навратив ке Зейнеп, потоа малку се шетав и дојдов. Чекај да ти подготвам јадење. Не, седни, ништо не сакам. Влези. Господине Керим, да не ве ознемирувам вам. Не, дојди, Несрин. Ти треба ли нешто? Јас дојдов да ја посетам Зейнеп, сакав и вам да ве поздравам. Добро. Веројатно ве прекина во работата. Ве ознемирив, се извинувам. Не, само има некои документи кои итно треба да ги прегледам и тоа е се. Разбрав.
Дали навистина беше презафатен? Несрин? Вечерва кога ќе дојде морам да го видам. Несрин? А, Што е, Керко? ништо не ми е, добро сум. Не имам проблем. О, и нашата бегалка дошла. Ипек, како е мајка ти? Добро е. Многу се израдував. Душа моја. Како и да е, ако нема што да се прави, јас ќе одам во мојата соба. Оди, Керко. Каде е тетка Меријам? Бога ме не знам, со мене излегува во градината, веројатно нешто зборуваат. Повелете, господине Синан. Ипек, дојди да зборуваме внатре ако сакаш. Во ред. Жити Господ, не кажувај ништо. Што да кажам? Затоа што е очигледно. Ха! Човек може да полуди од собраќајот во Истанбул. Каде беше Туба? Се напивме кафе со една другарка мамечка. А, те побара Зерин. Те барала, не те добила, те побара дома. Ај, сосема заборавив на неа. Е, ако сакаш јави и се. Добро, ќе бидам во мојата соба. Туба се уште ли не реши што ќе прави? Не е добро вака дома затворена да биде. Ти ли го велиш тоа, Хандан? Туба е се уште премногу млада. Таа го заврши и факултетот. Зошто да седи дома кога има толку многу другарки? Кога се оженија Керим и Селда, ти го заврши факултетот. Но до сега не те видов да работиш. Мамичке, секој си го живее својот живот. Јас за Туба сакам да има друштвен живот. Малку излегува. Оставете ја девојката, нека живее како што сака, не ја закачајте. Се разбира дека самата ќе одлучи. Не сакам да има иднина како Хандан. Никако не би сакала да биде девојка што чека помош од сестра й. Нели е така? Добро. Да ја видам Меријам и ќе дојдам. Ти даваш дозвола на оваа жена вака да зборува. И јас ли? Да. Рече да не чека од сестра й. Бидејќи ако чека од сестрата, таа може кога сака да престане да й дава пари. Хандан, да не разговараме повторно за истото. Селда, треба да се платат сметките за се што сум купила порано, но јас немам пари за тоа, јасно ли ти е на тебе? Ти до денес воопшто не собра пари? Не помислив. Значи требало да мислиш на време, така? Повелете, господине Селим. Сте ме барале, господјо Селда? Мене ме интересираше дали има нешто ново. За сега нема, не грижете се. За се нешто ќе ви известиме. Во ред, благодарам, довидување, господине Селим. Што се случи, има ли нешто ново? Нема. Јас си одам дома. Пред Селим да ја најдем, морам да ја оддалечам Ајша од тука некако. Секако морам да ја најдам Ипек прво. Вратата нека остане отворена. Зошто? Да не се плашиш дека ќе ти направам нешто. Тетка Фатма постојано ме гледа. Кога влезе во кујната и тебе така те погледна?
Вратата ја затворив затоа што сакав да зборувам за оружјето. Каде е оружјето? Дома ли е? Не. Го закопавме во задната бавча. Паметно, но чија идеја беше тоа? На мајка ми. Изгледа мајка ти гледа многу филмови. Што ќе правиш кога ќе го земеш оружјето? Едноставно ќе го предадеме. На Хазим ли? Ако му го дадеме на него, мајка ми додека не умре нема да зборува со мене. Не се греши. Ако знаат дека оружјето не е кај мајка ти, ќе остават намира. Ти не ја познаваш мајка ми. Зошто сакаш да ја помогнеш? Колку што ја запознав, ја засакав да ти кажам. Јас би било добро да се симнам, инаку тие многу ќе не оговараат позади грб. Ако мајка ти биде добро и ти ќе бидеш добро. Затоа сакам да ви помогнам. Многу ми е тешко да ја кријам оваа тајна имене. Кутрата девојка работи како слугинка во својата куќа и јас повеќе не поднесувам. Откако ми кажа, срам ми е да ја дадам нешто да работи. Да Миријам, слушај, немој никој збор да ти се испушти. Нели не сме сигурни? Ми рече никому да не кажувам и да ја затворам темата, така? Не, јас веќе верувам. Но не разбирам кој знае, кој не знае. Како и зошто го направија тоа, не знам, тоа не разбирам. Доаѓа госпоѓа Султан, да не ти се испушти нешто. И ти ли си тука, Емине? Јас веднаш ќе си одев, госпоѓо Султан. Пред да одиш, направи по едно кафе, потоа оди. Се разбира веднаш, госпоѓо. Ајде да видиме. Седни, Мерием, седни. Долго време не сме зборувале. Многу ми е здодевно дома. Да одиме ли заедно во чаршија да купуваме малку, што велиш? Може, господја. Што се случи, Мехмет? Да не ве вознемирувам. Господјо Султан, вчера господинот Керим го истера Мехмет од работа. Зошто? Поради гостинот на господјицата Берен. И јас ништо не разбрав. Што се случи? Господјо, мене ова ми е како мојот дом. Фатма, јас увек ги однесам и ќе си одам, ти после земи ги. Во ред. Ајде, нека ти е солесно. Благодарам. Јас отидов малку да се прошетам и да видам дали може би нешто сакаат. Значи мајка ти беше болна, а Ипек? Да, излегов затоа што мајка ми е болна. Кога веќе си излегла, сигурно си помисли да се прошетам малку на мотор со синан. Добро, а ти што бараше во автомобилот на девојката на Батоали? Не изгледаше како да беше случајно, нели? Дојде, застана пред тебе и ти се качи. Никому нема да му пречи што сум се качила во автомобилот на Шуле. Но може да им пречи што ти излезе затоа што мајка ти е болна, се шеташ со синан. И тоа многу ќе им пречи, види. Ипек, ако се обидуваш да се задеваш со мене, ти ќе загубиш, да знаеш. Сакаш ли да флиртуваш со синан? Па, што сакаш прави, не ми е грижа. Се разбравме ли?
Како можеш да се сретнуваш со Назим? Одговори ми, ајде. Ке престанеш ли да викаш, али? Ке се сретнев со него за да му кажам за да стои настрана. Аман Берен, уште што треба да ти кажам за да не се гледаш со тој човек, жит ти Бога? Освен да не чувствуваш нешто за него. Не зборувај глупости, али? Денешниве настани морам да му ги кажам на татко ти. Немој те молам, али татко ми многу ке се налоти. Се плашам да не тргне по Назим. Не можам ова да го кријам. Едно нешто барам од тебе, али те молам. Ќерко, каде беше ти досега? Те барам постојано, не ми се јавуваш на телефон. Со мене беше Чичко. И се придружив кога беше надвор. Зошто не ми се јави мене? Уште еднаш не одете никаде без да ми кажете. Јас излегувам, а и ти може да се спремиш. Имаш работа? Не, тато, и јас излегувам. Во ред, те чекам, ајде. Джем? Зейнеп? Како си? Добро, ти како си? Добро ете, ти кај мене ли доаѓаше? Да, ти купив ќофтиња. Минатиот пат ти се допадна, па си реков да ти купам повторно, затоа. Ти благодарам. Ти бараш работа? Бога ми, тука е невозможно да најдеш работа. Добре, а побара жената? Не, да ти кажам право, не и се јавив. Сепак треба да се среди работата со кредитот. Ама не, Джем, јас не ти кажувам заради тоа. Дома не им кажав колкава ми е платата, ке ти помогнам и јас. Ама не сакам да останеш без работа. Не може така, тоа е мој долг. И јас ќе одам утре од Сабајле, па ако даде Господ ќе помогнат. Во ред, тогаш оди утре, ама не заборавај. Во ред, ќе одам. А, Несрен дојде во фирмата. Така ли? Мислеше дека ќе ја продадат куќата? Ти кажа ли нешто Несрен, ама искрено? Не ми кажа за тоа. Вчера јас доаѓам тука. Фатма тука на прозорецот ставаше надпис. Јас утре наутро ќе одам во таа куќа. Ќе видам на Несрен и Фатма што им е маката да разговараме. Морам. Искрено, многу се изненадив, немаат потреба? Не знам. Во ред, одам веќе. Јас доцнам премногу. На здравје нека ти е. Фала ти. Нема на што. Ајде се гледаме. Се гледаме. Може ли малку да позборуваме? Не ја видели пораката? Си отиде тетка ме? Одлучила денес дома да јаде душо. Да зборуваме со татко ми, па да го земеме Баток Мехмет. Да. Ми приде во градината многу беше тажен. Човекот рече дека е пријател на Берен и вие го примивте. Каква вина има Мехмет тука? Јас ли сум виновна, нели, бабо? Јас такво ли нешто реков? Ќе разговарам со татко ми и ќе го убедам да го врати Мехмет на работа. Ќе излезам на воздух. Остави малку, нека биде сама.
Запри го автомобилот. Немој да се обидуваш. Не сакам да те повредам. Стигнавме кај што тргнавме. Што правиш? Оди! Што правиш, Назим? Оди! Ама остави ме. Оди! Пушти ме, Назим. Пушти ме, каде сме? Да не те лажи изгледот. Имам едно многу убаво место за тебе. Видва му, пушти ме да си одам. Татко ми животот во Зандана ќе ти го претвори, разбрали? Многу се исплаши, Берен. Пушти ме. Каде ќе одиш, а? Назим, пушти ме, види. Назим! Што ќе беше да не дојдеше, Али? Не сакам ниту да помислам што ќе направеше Назим. Влези. Ви испратив порака, ама изгледа не ја видовте. Ја видов, Несрин, ама малку бев зафатен. Господине Керим, да не направив јас нешто за да ве навредам? Не, никако. Зошто дојде, кажи ми? Ве вознемирувам ли? Ако е така, јас ве... Несрин, од каде излезе ова сега? Во ред, тогаш вечерва ќе дојдете ли со мене на брегот? А зошто? Да си ги споделиме маките. Цел ден сте на работа. Кога ќе дојдете дома се занимавате со семејството. Јас од вчера не можам да си ја приберам главата. Имам потреба да позборувам со некого. Всушност денес затоа дојде во вашата канцеларија. Да позборуваме, ама вие... Како и да е. Јас ќе ве чекам на местото каде што јадевме. Зошто не ми кажа дека си се вратил на работа кога те побарав? Важно ли е тоа, Шуле? Ние ќе се венчаме, Али. Ке имаме дете, треба веќе да научиме да делиме некои работи. Види, Шуле, зборувавме дека нашата врска и бракот ќе бидат врзани за одредени услови. Немој тоа да го заборавиш. За да имам здрава бременост, барем овој период однесувај се малку поинаку, Али. Кога вака разговараш ме повредуваш. Да помине овој период, потоа ние ќе живееме како што сакаш. Во ред, во право си. Извини. Ти благодарам. Патем треба да одредиме датум за венчавка. Пред мојата бременост да стане видлива. Молам. Али, ќе платиш за тоа што ми го стори мене. Пролеаната крв нема да остане неказнета. Ти ќе ја платиш секоја капка. Ноќе спи со едно око, отворено. Што се случи, кој беше? Не е важно. Да јадеме ли заедно? Може, да одиме. Јас ке дојдев кај тебе, Керим. Што се случи, Селда? Ти си испратил екипа за доградбата, нели? А да, му кажав на шефот за изградба. Истата куќа ќе ја изградат. Многу добро. Кога ќе заврши? Во најкраток можен рок, мама. Затоа што, како што знаеш, не сакам градилиште во куќава. Синан,
Сине, ти не доаѓаш во фирмата деновиве. Многу учам деновиве, татенце. Или сум дома, или со другарите, знаеш. Што сторивте за човекот вчера? Али се посвети на тоа. Не верувам дека ќе дојде повторно овде. А освен тоа и не сакам да се зборува за тие теми во куќава, ве молам. Си го истерал Мехмет од работа. Каква вина има момчето? Мамо, тоа беше еден момент на бес. Излезе пред мене и го истерав од работа. Како и да е, побарајте го утре и кажете му да се врати на работа, ве молам. Добро, ке зборувам со Мерием да го побара изутрина. Може. Ве вознемирувам ли? Ти со каков образ доаѓаш тука? Ајше, дојдов да разговарам со тебе како човек. Нели ти беше доволно тоа што ми го направи? Ми испрати луѓе дома. И ти не си недолжна, не ли е така? Не ми ја покажуваш фотографијата на Ипек, не ми кажуваш каде е. Очигледно е дека не живее тука. И да умрам не ти кажувам каде е ќерка ми. Кој знае не за што ќе историш. Види вам, Ајше, ако си отидеш од тука и јас бидам сигурна дека си отишла, ќе ти кажам каде е син ти. Но прво морам да бидам сигурна. Ти зошто сакаш да си одам? Затоа што ако не си одиш, Ајше... Што матиш ти, а? Што ти е тебе целта? Ти зошто постојано ме плашиш и сакаш да ме оддалечиш од тука? Ајше, ако не си одиш од тука, нема ништо да ти кажам во врска со син ти. Ама баш ништо. Освен тоа, пред да си отидеш, ќе ми покажеш фотографија на Ипек и ќе ми кажеш каде е таа. Дали вашата сестра знае за се тоа, а? Ги заменивте децата. Испраќате луѓе кај непознати да те паат. И што уште не? Знае ли сестра ви за ова? Види ваму, никогаш нема да дознаеш каде е син ти. Ме разбираш ли мене? Ако некому нешто му кажеш, ќе умреш без да му го видиш лицето. Никому нема ништо да кажеш за мене и за таа размена. Ме слушаш ли? Ако бидеш умна, може би ќе ти го покажам синот. Ајше, син ти не е многу далеку. Според тоа однесувај се. Ако не сакаш да го изгубиш синот, ќе замолчиш. Во ред ли? Син ми во близина ли е? Јас ќе бидам во работната соба, таму нека ми го донесат кафето. На здравје нека ви. Благодарам. Мама, татко ми за нешто е загрижен? Не знам, најверојатно за работа. Ќе одам да видам. Бирен, нешто со нас ми се случи? Татко ми за тоа се грижи? Колку што знам, не. Добра, а тој лудак те побара повторно? На здравје. И на тебе. Каде пак отиде сега? Да си оди господја Мерием, јас ќе ги сработам сите нејзини работи.
Ке работаме за неа, господјо Меријам. Нема да почувствувате дека ја нема? Керим, добар ли си? Добро сум, Селда. Изгледаш нерасположено. Со работата е поврзано. Малку се чувствувам изаморено и нема ништо друго. Некое време сакам да разговараме со тебе, ама не наоѓаме никако време. Зашто тоа? За Несрин. Да видиме дали оваа ноќ ќе можеш да се повлечеш. А што е со Несрин? Во последно време мајка ти многу ја притиска. Ја затвори во куината. Ке сакаш ли да й кажеш нешто на суптилен начин? Ќе ја кажам, се разбирам, а ја познаваш мајка ми, Селда. Да, знам, ама само тебе те слуша. Всушност, да бидам искрена, и јас на почетокот многу агресивно се однесував со девојката и само заради татко и требаше да се однесувам добро со неа, да ја покажам разбирање. Ке им кажам да ти го донесат кафето. Може. Каде отиде татко ми? Излегува заедно со Хасан. Рече дека нема да се врати доцна. Хасан како да се подмладил. Љубовницата му е млада, се обидува да држи чекор со неа. Можеше така и додека беше заедно со жена му. Сега спортува, го смени стилот на облекување, ете тоа се случи. Дали е тоа нормално? Како тоа дали е нормално? Мислам, човекот си го смени животот, мамо. Инаку, не дека го поддржувам бато Хасан. Каде отиде Несрин сред ноќ така облечена? Ај. Тешко ми е веќе да ги следам испадите на таа девојка. Ипек, не кажав ништо пред Фатма, но синен појде по тебе, нели? Појде по мене, тето Меријам. Но јас не ја знаев. Го видов кога стигна во маалото. Види, Ипек, госпоѓа Селда колку и да те сака, ако дознае за тоа, воопшто нема да й биде мило. Мислам, сина неразбрано дете, но сепак е во нелудите години. Воопшто не се знае што може да направи. Најдобро е ти да се држиш подалеку. Така ќе биде подобро и за двајцата. Дај да ја видам раката. Контрола ми правиш на ноктите. Сине, што ти е со раката? Сина, што се случи? Си удрил некој со топаница? Што вие, бре луѓе, како полицајци сте? Ти се тепаше ли? Сине, зошто правиш вакви работи? Што ако ти се случи нешто? Ништо нема да се случи, бабо. Ке раскажеш ли како што треба, синан? Оф, боже, ама ви велам дека ништо нема, си одам во собата. Ова дете ќе ме полуди мене.
Мамечка, немој да се возбудуваш толку, полека смири се. Не сум опуштена како тебе, Туба. Како и да е, јас си одам пред вината да ја префрлите на мене. Селда, внимавајте кога си доаѓа и си оди момчево од дома. Ќе му се случи нешто, никој од вас нема да разбере. Господе Боже, мамо, добро е што конечно некој ќе го следи, ќе го следат на секој чекор. Ти сепак разговарај со Керим, нека зборува со него. Во ред, и јас ќе разговарам. Кај ти е автомобилот? Малку подоле. Ти благодарам за јадењето, Али. Молам. Само забележав дека продолжуваш исто да се храниш. Диета ли држиш? Не можам да јадам се затоа што сум бремена, Али, морам да внимавам. Нормално ќе јадам се што му треба на бебето, ама без претерување. Тоа што е потребно. Тогаш едно време ќе продолжиш и да работиш, бидејќи си ја чуваш твојата форма. Тоа те вознемирува? Не, ако сакаш да работиш, ти си знаеш. Јас би сакала да ја разгледам понудата на господинот Керим. Али, миличок, не мислам да бидам манекенка додека да се роди детето, а и потоа. Видиш, Шуле, Чичко Керим ти го понуди тоа од пристојност. Јас мислам да не го сваќаш сериозно. Освен тоа, не сакам да работиме на исто место. Ако треба, ќе ти најдеме друга работа. Нели секој ќе се живееше по свое? Ама ти се мешаш во мојот живот. Освен тоа, ние нема да имаме нормален брак. Тоа мислам дека нема да има проблем да работиме на исто место. Јас не сакам да работам со тебе на исто место. Освен тоа, како што ти реков, Чичко Керим ти го понуди тоа од пристојност. Тогаш нема причина да се вознемируваш. Ако одам да разговарам со него, тој ќе измисли изговор и ќе ме одбие. Добра ноќ. Добра ноќ. Може да влезам, Беран? Може да влезеш, мамо. Добра ли си? Ако се грижиш дали сум пиела, не пиев, мама. Јас не прашувам за тоа. Цела ноќ беше многу тивка. Не изусти ниту збор. Ако се грижиш заради човекот, татко ти ќе го среди, не грижи се. Добро знаеш дека не размислувам за тој човек, мамо. Ти сакаше да магистрираш во странство. За тоа размислуваш? Нема потреба повеќе да ме оддалечиш од тука, мамо. Али и Шуле ќе се венчаат и ќе имаат дете. Не ти остана причина да се плашиш повеќе. Знаев дека ќе дојдеш. Сега си ми во дланка, Керим.
Ви благодарам што дојдовте. Несрин, јас дојдов овде зашто не сакав сама да чекаш попусно. Зошто? Зошто, господине Керим?